таблава наша паметна? И па на нашата паметна табла има една многу интересна лекција, координатен систем за петто оделение. Да видите колку многу е интересно. Вака можеби ќе ви изгледа сложено. Еве видете. Вака можеби ќе ви изгледа сложено. А не ми изгледа сложено. Не изгледа сложено. Не. Интересно. Нели интересно? Интересно. Значи, играјќи се, учејќи, видите што можете да нацртате? Така. Да. Што е ова е волк? Па, Лисица волк е ова. волк е. Ова е волк. Ова е координатен систем. Значи, тоа е пронаоѓање на точка на некоја површина. Знаете, луѓето порано многу патувале, многу со бродови патувале, откривале нови земји, меѓутоа немале начин како да запишат на кое место во цело тоа пространство е баш тој остров. Ама имало многу умни луѓе и седнале да размислуваат за тоа како да се дојди, да се определи една точка. Зошто ние сега не патуваме со бродови за да откриваме нови земји, па да забележуваме точки, меѓутоа со користење на координатен систем, например, можеме да седнеме правилно на седиште во театар. Затоа што на картата ни пишува ред 12, седиште број 9. И тогаш многу полесно ќе пронајдеме местото за седење. Или некој ако сака да игра шах. И јас, например, читам шаховски книги и точно знам каде треба да го префрлам коњот или пионот додека ја читам книгата. Затоа што шаховската табла е поделена на 64 полиња, црни и бели, и обележани се А, Б, С, горната и долната, а левата и десната страна се обележени со броеви од 1 до 6. Па многу ќе ми биде лесно ако сакам да го прочитам на која точка е коњот. И тогаш одам А, Б, С, Д, Е, Ф, 6. Значи коњот се наоѓа на F6. Прво го ја читам буквата од хоризонталната линија, а потоа бројката од вертикалната линија. И порано имало многу мудри луѓе и размислувале како да најдат решение да го обележат оној остров што некој го пронашол, па треба да оди некој друг. Многу луѓе размислувале за тоа и еден од нив е математичарот Рене Декар. Замислете, живеел во 17 век. И ова го измислил уште во 1637 година. И сега не е воопшто сложено. Координатниот систем е всушност две прекрстени полуправи прави линии, затоа што може да се продолжува. Едната е хоризонтална и секогаш се обележува со точката X, со буквата X. Еве Весна ќе ви ја представи. Ајде. Така, значи јас сега ќе ви представам за да ви биде полесно на дечињата кога ќе цртат во своите тетратки. Исто ќе им помогне многу и тетратката бидејќи е со квадратчиња. Исто убаво е да си користат линијар за да ја нацртат X уската. X уската е хоризонтална. Права, која што може да се продолжи од двете страни. Да, и можеме да нацртаме една стрелка. X уската се вика исто така и апциса. Да ни напишем, еве уште нешто ќе кажам, значи таа се вика апциса и мора да има една почетна точка на ова X уска и да речеме ќе означиме тука ова почетна точка 0. Како што кажа Оле, таа почетна точка се формира кога нормално се исцртува уште една права, која значи таму кај што се сечат X и Y оската е почетокот на координатниот систем. Така, значи другата права што ја исцртав е Y оска и Y оската се вика ордината. И местото каде што се сечат е почетната точка на овој координатен систем. Понатаму? На секоја оска има на еднакво растојание се ставени цртички и има броеви 1, 2, 3 или веќе колку ни треба, исто во сите 4 правци.
и нагоре. Меѓутоа, растојанието мора да биде исто помеѓу секоја точка на апцисата и на ординатата. Ајде, Весна, те молам представи. Да, ќе почнеме со x уската, 1, 2, 3, гледаме на растојанието да биде исто, 4, 5, 6. Истото тоа го правиме и со y уската, 1, 2, 3, 4. Ајде те молам, определи сега на тој координатен систем подреден пар 2-3. Најди ја точката 2-3. Значи, имаме пар 2, 3. Да, мора да им објасниме на дечињата што значи тоа. Значи, во заграда се ставени две бројчиња. На првото бројче е вредноста што се наоѓа на x оската. И секогаш на x оската е првото бројче. Так, тоа е бројот 2. Го пронаоѓаме. Бројот 3 се наоѓа на y оската. Значи, тоа е вредност на y оската. Да си знаат дека тоа е на y оската. Треба да ги најдеме сега овие координати на овој координатен систем. Најлесно може да се означи вака. Значи, почнуваме прво со x и почнуваме со цртање на една нормална права, која што е паралелна заедно со y оската, а нормално е со x оската. И гледаме да ја исцртаме некаде во висина на бројот 3, затоа што y е 3. Вториот број е 3, да. Така, и потоа продолжуваме со цртање на друга нормална оска, со ова паралелна со y, и на местото каде што се пресекуваат овие линии, ја наоѓаме оваа точка, еве например ќе биде точка А, и тука се наоѓа точката А со координати 2, 3. Е така, значи ако ги имаме координатите, многу лесно ќе можеме да ја сместиме точката во одреден простор. Така. Е, сега се почнува од негде, па така и нашиот координатен систем има свој координатен почеток. Да, го кажавме тој и може да се обележи како 0,0, затоа што е почеток и кај x оската е 0 и кај y оската е 0 и затоа се пишува 0,0. Еве како изгледал Декартовиот координатен систем. Тој планетата Земја, она што било познато во тоа време, во 17 век, како простор на планетата Земја, го поделил на 4. Само да Затоа му погледнам. требало координата и апциса и ордината му требало. Ајде те молам, значи основен напоредник или прв напоредник, нула напоредник е Гринич. Така. Ке го пронедесли, поминува низ Англија, поминува низ Еве го Африка. тука. Да, тоа е Гринич. А хоризонталната оска се нарекува екватор. Еквадор. Еве го. Екватор, така тој поминува на половина земја и ја дели земјата на два дела, јужна и северна. Меѓутоа, вака поделена веќе ја дели на 4 дела. Ја дели на северна, двата северни дела, едниот северен дел е поделен на 2 и двата јужни се поделени на 2 дела. Еве, ова е квадрант на координатниот систем. Онака како што го направил Декарт. Значи имаме прв квадрант, ова што Весна го представи, и тука сите броеви се позитивни. И од x оската и од y оската. Вториот квадрант, веќе оваа оска, y оската не е позитивна, значи вториот ќе ни биде позитивен број во парот, а првиот ќе биде негативен. Може, се извинувам. Да. Само да нешто сакав да додадам во врска со ова. Значи, на овој координатен систем од почетната точка десно се позитивните броеви. Да. Лево се негативните броеви. Забележувате дека е -1, -2, -3, -4, како што кажа Оле, затоа кога се запишуваат од вториот квадрант, оние точки координати се земаат прво од x-овската, меѓутоа тука дека е минус и затоа минус. А нагоре y и затоа се
е позитивен број, Да, затоа се става и хоризонталната линија, Да. вертикалната линија што продолжува, значи вредностите се негативни и затоа подредениот пар ќе има негативни броеви, а во четвртиот квадрант X оската ни е со позитивни броеви, Y оската со негативни броеви, значи ќе ни биде подредениот пар позитивен и негативен. Дали ќе можеш, Марија, да го одредиш ова? Ова е одредено. Можам. Ајде те молам. X ќе ни биде Ова тука? 4, Да. а Y е 3. Минус И 4. Оваа да, точка, односно оваа минус точка. 4, да, минус 4 и 3. Ќе запишеш Така, мисля? така, Да, ајде, таа тука точка ќе ќе биде запишам. минус 4 и 3. Лина, се гледа таму? Се гледа. Оваа точка ќе можеш да ја одредиш? Минус 4, минус 3. Браво. Леле, колку брзо учите. Браво. Сега ќе ве минус пуштам 3. нека островче да пронајдите, да го забележите. Ева го држам атласот, А, ова глобусот. Добра, а оваа точка, Марија? Минус 3, односно 4 и минус 3. Така Да, ќе биде. 4 и минус 3. Браво. Значи, еве, ова е само уште еднашка за вежбање. Ова е, еве, точката. Да можеме понатаму, имаме и тука. Да, многу можеме цртање, понатаму, да. тоа веќе Да. го поминавме. Ајде, Марија, одреди ја точката. Одреди ги координатите на точката. Епа, X ни е 2, а Y ни е 3. Така, 2, затоа што е на X оска и 3 затоа што е На Y. на Y оска. Уф, ајде, Лина. Ајде, на те молам, одреди ги На ќе ги координатите. удредам координатите 2 и 4, а на Б координатите се 3 и 0. 3 и 0, точно. Каде е Б? Еве, бе, лежи на X оската. А, така. 3 и 0. Видов. Јас сега наставувам. Да Ајде. играме малку. Ајде. Да. Добро, ова после. Да. Еве сме тука, Една граничето вежба имаме тука. за овие координати и тука се запишани точките. Треба да се најдат точките и сега, Марија, тебе ќе те замолам да ги најдеш точките на овој координатен Ајде. систем. Почнуваш со точката А. Значи, точката А е 5, 1. Y ни е 1, што значи дека Е тука, да. Овде е Направи точката. поголема точка за да се гледа. Значи X е 5, а Y е 1. Одиме со Б точката. B точката ни е 2, Добро. Еве јас ќе држам Y тука. ни е 3. 3. Добро. C точката ни е 2, а Y ни е 4. Добро. Ставаме таму точка. Да. Одлично. Одиме со Д. D ни е 3, а Y ни е 5. Еве ја точката повторно. Може. Овде. 4 ни е X, а 5 Y. ни е Y. Добро. Таму. Одиме со F. 5 и 4. Добро. Сега ќе побрзаме малку. Да. Г е 6, Значи 5. 6 и 5. Добро. Овде 7 и 5. 7 и 5. Еве има овде. Да. И знам што ќе излезе на крај. Јас ова ти забележала? веќе ти го поклонам, Лина. Може ти да го нацрташ да го поврзеш? Може. Да. Да. На 8 и 4. Така. И одиме со последната И ни точка. остана 8 и 3. Така. Овие точки може да се поврзат и ќе се добие една 2D форма. И Повели. нека го поврзе тоа Лина. Со прави линии. А може, добро. И ќе видат дечињата што ќе се добие на овој координатен систем. Лина, ева совршен подарок за мајка ти. Срце. Да. Домашна за учениците. Дома да си нацртаат координатен систем, да нацртаат некоја форма што си сакаат и самите потоа да си ги одредат точките. Значи, која цифра ќе биде X, која ќе биде Y. Одлично. Да, одлично. Ова беше навистина интересно. Колку завршивме со Не, часот? уште малку. Имаме уште, ајде. Ако имаме уште време. Ако има време.
Само овој податок да ви го кажам. Ова е картата на Македонија и тука се градовите во Македонија и сакам да знаете кој е најсеверен град во Република Македонија. Крива Паланка. Тоа е Крива Паланка. Да. А најюжен град е Битола. Најисточен град е Пехчево, а најзападен град е Дебар. Дебар. Истражувајте каде сте на координатниот систем со вашето место на живење. Одлично, ви Супер! благодариме на За тоа може часот. да користите Атлас и Глобус. Ајде ве Зрррр! Фате Следи клуб, ајде да математика се за тргнете. 600 оделение.